Почитувани, не само што покажа неспособност да реализира барем еден од ветените проекти, туку градоначалникот Борче Јовчевски манифестира и отсуство на било каква желба да го одржува редот во урбаното живење. Со амин на градоначалникот Јовчевски, во централното градско подрачје се случува урбанистички хаос. Иако во повеќе наврати алармиравме на дивоградбата, која пред очите на граѓаните и на локалните власти никна во строгиот центар на градот. Поточно, на доградбата со која значително се зголеми површината на негогашниот дујчан на Кам Маркет, состојбата на терен е непроменета. После извршениот вореден инспекцијски надзор, овластениот градежен инспектор на општина Прилеп констатирал дека доградбата деловниот објект се вршела без одобрение за градење. Од таа причина, инспекторот изготвил решение со кое на инвеститорот МИП Марфил му наредува во рок од 30 дена да ја отстрани дивоградбата. Меѓутоа, како што и сами можете да видите, ниту после 3 месеци од донесеното решение и изречената инспекцијска мерка дивоградбата не е отстранета. Господине градоначалник на општина Прилеп Борче Јовчевски, имаме разбирање за твоето незнаење и неспособноста да направиш нешто добро за граѓаните и општина Прилеп, бидејќи повеќе од јасно дека ја немаш поддршката ниту од партијата која те кандидираше. Меѓутоа, она кое што граѓаните го очекуваат од тебе е да ги почитуваш и спроведуваш законите, а не да го уништуваш општественото добро и сето она кое пред тебе го граделе оние кои го сакале градот. Уште еднаш те повикуваме, конечно да почнеш да се занимаваш со својата работа, градоначалничката функција да ја извршуваш во интерес на граѓаните, а не да бидеш маша за исполнување на желбите на разни бизнис групи. Само на тој начин ќе ги спречиш спекулациите за било каква твоја инволвираност или поврзаност со враќање на градежната мафија на голема врата во Прилеп. Во спротивно, твоето практикување на функцијата градоначалник неизбежно ќе стане предмет на наблюдување и на некои други институции, првенствено на Министерство за внатрешни работи и јавно обвинителство. Ви благодарам.